Еден од основните столбови на државата е со сигурност образованието, а во него изминативе месеци се случуваат крупни промени. Пратеничката Емилија Ангелова е една од гласноговорниците кога станува збор за целта Македонија да добие поквалитетен образовен систем. Она што навистина е многу важно да се напомене во периодот е дека навистина е нужно потребна голема реформа во образованието и промена на многу закони во образованието, заради тоа што ако земеме в предвид дека законот за средно образование од 1995-та не променет воопшто, а општеството се менува, образованието се менува и тенденциите за подобрување на образованието се менуваат. Неопходно е да имаме и големи реформски промени во образованието. Она што е најважно во моментот е да истакнеме дека во Законот за средно образование, например, многу се внимаваше на тоа да се даде поголема поддршка на талентираните ученици, да се промени оној дел во кој што велиме дека треба да има кариерно советување и напредување на учениците, за да може учениците, например, да имаат напредок во и надоградување на нивните во областите кои што вештините ги и способностите нивни се дел од нивната потреба и желба и на родителот и на детето, меѓутоа повеќе на она кое што ученикот може да го достигне, затоа ни беа неопходни овие кариерни советувалишта. Исто така голема промена се направи во однос на ученичкото, да речам, организирање и учество, кое што во Законот за основно и за високо беше предвидено, меѓутоа во средно не, и заради усогласување со другите два закона и ова беше вметнато како дел од Законот за средно образование. Промената во начинот на полагање на државна матура, значи сосема нова концепција за полагање на државна матура и завршен испит, заради тоа што гимназиското образование, стручното образование, уметничкото училиште имаат различни програми за различни предмети и не беше воопшто во ред да полагаат на истиот начин државна матура и да полагаат завршен испит, да речеме со ист концепт. Она што во основното образование беше променето и она кое што, да речам, е многу актуелно и кое што беше дел од голема расправа и во собранието и воопшто во државата, на барање на родителите, на барање на многу општествени чинители, беше промена, односно дополнување на Законот за основно образование, Законот за учебници во основно и средно образование, кој што подразбира отфрлање на родовата идеологија од законот. На таков начин практично се заштитија учениците од родовите перипетии, да ги наречеме, во самото образование, дискриминацијата на учениците, мислам дека воопшто се заштити и менталното, физичкото здравје на учениците и мислам дека имавме големи одобрувања и од страна на родителите и од страна на, да речам, поголемите општествени чинители за начинот на кој што беше променет, односно дополнет Законот за основно образование, Законот за учебници во основно и во средно образование. Она што може да се истакне исто така е и во делот од Законот каде што на студентите им се овозможи проширување на опсегот на студентскиот оброк, не само на студентите од првиот циклус студии, туку се продолжи на студентите од вториот циклус на студии, што исто така беше многу важно, значајно и битно за самите студенти. Она што можеме да го потврдиме исто така е дека со промена на Законот за учебници во основното и во средното образование, практично овозможивме подобрување на квалитетот на учебниците, заради тоа што овозможивме различен начин на доспевање на учебниците кај
училиштата, кај учениците, побрз начин, поквалитетен начин, се преведува учебници на сите јазици, дигитални учебници и така натаму и така натаму. Мислам, промените во Законот за образование и во средно, основно, високо и така натаму е навистина опсежен. Мислам дека ќе ни требаат многу повеќе сати, денови за да ги образложиме сите. Неопходна е поддршка за реформите во образованието од законодавниот дом, односно од пратениците. Како пратеници од владеачкото мнозинство, секако дека министерката Весна Јаневска, која што е и просветен работник, беше просветен работник нормално, ја поддржуваме незината визија, заради тоа што како човек од самата фела точно ги знае проблемите со кои што се соочуваат образовните институции, воопшто во образованието во целина. Низината заложба е да се вметне ред, еднаквост, да се вметне квалитет во образованието и секако ние тоа како стратешка визија го поддржуваме целосно. Да, во рамките на мнозинството ја има потребната законска поддршка, заради тоа што навистина сакаме и ние да придонесеме во менување на образованието секако кон подобро. Меѓутоа, морам да напоменам дека опозицијата во повеќе наврати покажува тенденција во која што ги бойкотира сите овие законски промени, односно не дава никаква, да речам, визија или конструктивна алтернатива за некои законски решенија, за да можеме, секако сме отворени да ги вметнеме во законите. Имаат единствено тенденција за политички профит и на тема образование, што воопшто не е добро. Меѓутоа и покрај сето ова ние остануваме посветени на промените во образованието, заради тоа што навистина тоа и се очекува од нас, а и ние сакаме да придонесеме кон целосна реформа која што ќе подразбира не политиканство, нема да подразбира политички поени, туку ќе подразбира помош на родителите, учениците и воглавном на општеството, на децата, иднината нивна и иднината на Македонија. Затоа и сме власт, затоа и сакаме да придонесеме. На тема жените во политиката, Ангелова неодамна истакна дека силата на жената е во низината способност да инспирира, да обединува и да твори промени. Ако тоа е така, ја прашавме какви можеме да ги дефинираме жените во македонската политика. Да, жените во македонската политика јас денеска ги гледам како многу храбри и истрајни личности, кои што и покрај сите предизвици во општеството, тие знаат да се наметнат со нивниот квалитет, да се наметнат со нивните вредности. Носат една посебна енергија жените, заради тоа што тие знаат да обединуваат, тие знаат да носат емпатични политики, знаат секогаш да бидат мотивот за поконструктивни дебати и знаат да некако нивната мисла ја преточат во некое дело. Да, жената има сила на збор, навистина жените кога зборуваат имаат моќен говор, меѓутоа жените се силни и во нивните дела. Како што кажав, тие знаат во секојдневието политички да ги донесат поедноставно работите онаму каде што треба, онаму каде што припаѓаат. И ако треба жената политичарка денеска да ја дефинирам, да речам со еден збор, тогаш би ја дефинирала како жена која што носи промени, жена која што е градителка на мостови за обединување и жена која што е двигател на нови политики. Поемпатични, да речам, политики. Дали ова е врвот? Не, навистина треба да се поминат уште многу бариери, заради тоа што не секогаш жената политичарка е одобрена од мажите политичари, меѓутоа еве ние сме жив пример дека навистина можеме да придонесеме и да направиме голема промена, така да жената е таа која што е храбра и истрајна и која што навистина може да придонесе многу за општеството. Во Македонија годинава граѓаните ќе избираат градоначалници и совети на општини. Пратеничката ни одговори какви кандидати и резултати очекува. Кандидатите кои што партијата, значи ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе ги кандидираат, ќе бидат најдобрите кандидати кои што може да ги препознае и партијата, меѓутоа и средината. Значи не се фокусирам само на партијата, туку и средината и целокупното општество.
чинам дека треба да бидат речиси слични со оние градоначалници кои што ги имавме досега, заради тоа што веќе 4-та година е како се градоначалници и навистина се многу успешни во нивната работа. Тие се честни, работливи луѓе, народни луѓе кои што донесоа навистина многу промени во општините. И сметам дека овие 42 градоначалника ќе се удвојат во најмала рака. Не можам да говорам за бројки, не можам да предвидувам бројки, меѓутоа со самото тоа што народот ни ја даде довербата пред неполна година и веруваа во политиките наши, беше и дел од тоа што политиките ги донесоа и градоначалниците во општините каде што работат. Така да сметам дека ќе биде многу голема бројката, сметам дека ќе биде голема бројката и на советниците, советничките во општините, онаму каде што има услови ќе биде и мнозинство советот на општините од редот на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Така да мислам дека навистина ќе имаме солидни добри резултати и дека ќе славиме многу голема победа, различна од оваа досега, уште поголема во однос на локалните избори и дека навистина ќе победи нашата концепција во однос на концепцијата на опозицијата.